Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Денеска специјално за вас ќе направам многу интересни јадења. Едното ќе биде гулаш од печурки, вегетаријански, посен за сите оние кои сакаат здраво да се хранат и за сите оние кои постат. И ќе направам многу интересен печен, пашканат со крем од печен лук. Гледајте не за тоа што веднаш почнувам. Драги мои, денеска ќе направам вегетаријански или посен здрав гулаш со печурки, со компир, целер и кромит, ловоров лист и лукче со цел да биде многу вкусен. Кој касне, тој порасне. Што треба прво да направиме? Печурките ќе ги оставам вака како што се. Штом се загрее тавчето, во него ќе додадам масло и ќе почнам полека термички да ги обработувам. Имаме буковка и имаме шампињони. Буковката, овие се убави големи парчиња, можам и да ги на пола да ги исечаме вака, да ги разделам и нема брзање. Додека печурките си се обработуваат, јас ќе го исецкам многу ситно кромидот. Ајде да видиме сега. Еве масло. И сега полека ќе го наполниме тавчето со печурките и ќе оставиме да си се обработуваат. Кога ќе ја пуштат водата, ќе ги посолам и тогаш ќе го додадам кромидот. Полека и без брзање, со вистинско уживање. Затоа што ова денеска ќе биде вистински деликатес. Ќе направам едно многу убаво топло предјадење со пашканат. Што се ни треба? Во едно тенџерче ставив вода да зоврие, ќе додадам сол и пашканат, ќе ставам натре да се обари. Ова можете да го направите и многу поедноставно, ако имате повеќе време, да го намастите, да му додадете сол и бибер и да го ставите во рерна да се пече на температура од 160 степени, додека не добие убава румена боја од озгора. Можете да додадете, овдека имам печен лук, 4 главици лук, што направив претходно за да не го губам времето, бидејќи околу 2 часа ги печам на температура од 125 степени. Лукот убаво ќе го изчистите од земја и од се што има, ќе го ставите во едно огноотпорно тавче, ќе му додадете малце масло и ќе го ставите полека и тивко да се пече. Откако ќе се испече, ќе го оставите да се олади, па откога ќе се олади, ќе го чистите од лушпата и ќе го добиете само месото од лукот или чешнијата. Од него денеска ќе направам нешто како мајонез и тоа ќе биде всушност подлогата за овој варен, па потоа пржен пашканат. Ајде да видиме до каде си со... Шо убаво. Одлично. Јас како што кажав, ќе го сецкам кромидот. Што поситно, тоа подобро. Си бара овој гулаш, си бара доста кромит, затоа јас денеска имам тука околу 350 грама на 650 грама печурки и сето тоа кога се спои ќе биде навистина магичен вкус. Откако ќе се испржат печурките, ќе ги додадеме компирите. Компирите ќе ги исечам на поголеми парчиња за да се видат нели во гулашот со печурки. Одлично, имаме лукче. Лукчето исто така ќе го исецкам и ќе го додадам заедно со кромидот. Нема правило кога правиме гулаш со печурки за останатиот дел од зеленчукот. Се што вие сакате можете да додадете натре. Меѓутоа, не брзајте, обработувајте тивко полека и со цел кејф. Одлично, печурките си се пржат. Штом ја испуштат водата, ќе деглазирам со црвено вино и ќе оставам полека да испари алкохолот. Ако ќе испари алкохолот, ќе го додадам кромидот како што кажав. Одлично, ми се допаѓа ова. Ќе додадеме малце ким, ловоров лист,
И како што кажав, ќе деглазирам со црвено вино. И сега ќе оставам виното да прокрчка малце, да излезе од него алкохолот и потоа ќе го додадам кромидот и останатиот зеленчук. Прво ќе зачиниме со сол и малце црн пипер. Црвен пипер. Нежно ќе промешам. Погледнете ја бојата на печурките од виното. Еве го, алкохолот почна да испарува. Ова ќе биде многу вкусен гулаш. Посебно за оние љубители кои на печурки. Ќе ги додадеме кромидот и лукот. Сега на оган ќе ставам големо тенџере. Ќе го исецкам прво целерот. Ова е од натрешниот дел и многу го сакам, многу е вкусно. И како што кажав, помпирит на пола, па на пола. Ова е мал, може и на пола. Одлично. Дадеме и паста од домати, која ќе даде дополнително и густина, што е многу важна кога станува збор за гулаш, посебно од печурки со зеленчук. Компирот нели содржи доста скроп, ќе додаде и тој густина, така да ова ќе биде јадење навистина многу вкусно. Меѓутоа не брзајте. Сега целото ова ќе го префрлиме во поголемо тенџере. Ќе додадеме од водата каде што се вари пашканатот, како зеленчуков бујон, и ќе го оставиме час и половина на среден оган, полека да крчка. Нема многу да го мешаме, него за да ова ќе го мрдаме тенџерето. Никако значи внатре од кога ќе ставиме компери и се, ќе го оставиме да си телее полека и да си се готви. Додадам само уште од бујонот. Отлично. Сега ги додавам и компирите и полека ќе почнам да го спремам мајонезот од печен лук. Сега еднаш ќе промешам. Тоа е тоа, драги мои. Можете дополнително да додадете малце вински оцет. Да има една убава киселост која ќе биде сето тоа готово. Затоа што секојаш одговара и со компирот и со печурките. Откако додадов бујонот пашканатот во гулашот, пашканатот многу внимателно ќе го извадам во ледена вода со цел да пресечам неговата термичка обработка, а додека тој се лади во ледената вода, јас ќе ја направам емулзијата или ќе го направам мајонезот од печен лук. Како што кажав, 4 главици лук се сосема доволно. Ќе додадеме малце масло.
многу внимателно. Сол да додадам. Малце бибер. И полека сега, на ниска брзина, ќе изблендираме комплетно све, а откога ќе го изблендирам и откако ќе добијам убава смеса, ќе почнам полека да додавам дополнително масло. Одлично. Одлична емулзија се направи. 10 минути ми беа потребни и многу важна работа. Испечениот лук убаво изблендирате го прво да се направи како каша, а потоа во него полека постепено додавајте масло исто како за мајонез и ќе ја добиете оваа структура. Јас сега само сакам да пробам, а веќе тавче ставив на оган за да го испржам и пашканатот. Одлично. Одлично. Вкусот на печен лук не е како вкусот на класичниот свеж лук. Него има една посебна блажина која навистина плени и во одушевува. Сега ќе ставам неколку листови од бришачот за раце и ќе го извадам пашканатот, убаво да се исцеди. И да видиме гулашот до каде ни е. Ау, луѓе мои. И гулашот е готов. Сега ќе го исклучам. Сега ќе ставиме масло. Ставете масло да има низ целата површина на тавчето. Како што кажав, пашканатот убаво ќе го исушиме, не смее да биде влажен, затоа што почне да прска и тогаш ништо не сме направиле, ќе треба да чистиме многу подолго него вообичаено. Во ладната вода ќе ставам тука и штом се загреа, веќе е загреано, ќе го ставиме да се подпржи и да добие убава боја. Одлично, сега ќе му додадам малце сол. Пашканатот има благ вкус, е многу интересен зеленчук со оштар нож. Исечкете многу ситно, тенко од чилито. И ако ви треба добар и оштар нож, 4 сезони.mk е нашата веб продавница. Отворете, влезете внатре и одберете си од овие убави оштри ножеви кои и кога ќе се иступат, многу едноставно и лесно се оштат. Затоа што челикот од кој се направени е навистина многу добар. Одлично, додека ова се пржи, јас ќе земам чини за сервис. Една голема за гулашот, вистинско задоволство. И ќе земам уште една чинија за пашканатот. Оставете го убаво да се испржи, да добие убава румена боја. Не брзајте, имајте трпение, а додека пашканатот се пржи, јас ќе земам една кутлача. Еве една кутлача. Ау, одлично. Одлично, сега ќе ставам во чинијата. Гулаш со печурки и зеленчук за вистински меракли. Погледнете го. Сега да земам малце Макдонос. Ова не смееме да дозволиме да ни изгорат.
малце пикантност е секогаш добре дојдена. Гулаш од печурки. Еве го и пашканатот е готов. И сега што треба да направам? Многу едноставно. Од емулзијата од печен лук така ќе ставам малце. Идеално пред јадење. Ставиме дополнително оревчиња. И дополнителна пикантност. Луѓе, одлично. Тоа е се за денеска, се надевам дека ви се допадна сето ова што го направив. Јас вистински уживав, се надевам дека и вие ќе уживате не само додека го готвите сето ова, него и додека јадете, затоа што не заборавајте, храната е нешто во кое што треба да уживаме, а не да се малтретираме со неизе. Тоа е се за денеска. Печурки на 1001 начин. Меѓутоа, денешниот гулаш од печурки со зеленчук испадна навистина многу вкусен. А за пашканатот со емулзија од печен лук, луѓе, мора да го направите затоа што е навистина совршен. Не знам што да кажам, едноставно, готвењето ме прави многу среќен, а треба да ме прави и вас, затоа што велат дека здравието влегува преку устата, нели? Секако да ве потсетам да посетите и нашата веб-продавница 4сезони.mk и да одберете се што ви е потребно, за да може да сготвите убава и квалитетна храна. Исто така да ги поздравам и моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација, Ива Беланова, која постојано се грижи за мене да бидам во одлична форма. Ве поздравувам и вас, драги мои, и ви посакувам убава и пријатна вечер.